себе туку после училиште. Питер, ти слушаш или... Слушам и воодушевен сум. Воодушевен? Да. Питер, што зборуваш, ти се молам? 7:05 часот, Петар. Браци мои, брат. Вака да се штитите, да се браните цело време и да го научите румен кој ќе дојде време. Ама, Илија мора да се намести кај. Igor, kaj si mi vraz? Što priš? Ništa. Dol? Dol? Čak. Теодора, не ли трябваше вчера да дойде човекът? Вчера е имал концерт. А сега со кој автобус ќе доаѓа? Мислам нека рече со 24-ка дека тоа носела до студиото. Абе, не доаѓа 24-ки тука, само петки. Не, лом се направи. Батак се вика на македонски. Да, јас со брат ми цело време се карам за патаците. Тоа копа не се, ама нема врска. Не, нема врска. Еј, Тодор! Кај си го? Што преш? Ништо, ти? Што преш? Ништо бе, ти? Мене као најси седне пуштија да купам сладолед. Каде ќе одиш, намо да купиш? Да. Па и ја ќе дам со тебе. Ај. Ти... Што направи брат ти со копито? Абе, не збори така. Греот кај мајка му звучи. Зашо? Била болна од рак. Да не говори. Ај, па сега ми е жал, бе. Како тоа? Не знам, ние главно се здаваме. Па малце се прави, бе. Па сега да не го врегаме, бе, доста веќе. Мислам дека ова претерано е. Ама и он пак добро, но. Он не е Затоа крив. бил така, бе. Тоа ти. Ајде. Ајде, дојде. Здраво! Здраво, Здраво, добар ден. дечки! Вие ли сте од групата Громови? Ај, влезете во кола, па ќе разговараме по пат.
Кажи тоа. Абе, овде сум на игралишта. Како? На кого? На Игор? Што? Аман бе, како бома? Леле, сега жал ми падна. На Васил, добра е идејата. Бу! Леле, ми извај од памет, бе. А што тоа? Што кој? Па тоа за Игор нешто зборуваш. Тоа ништо бе, мајка му болна била. Бума. Господине Горан, извинете, но ние се уште немаме Игор. Нема врска, не се секирајте. Ке смислите некој е поарно ако не ви се допаѓа. Барби се разболе. Исто. Ама нешто таа бола. Немате друга работа. И така, лапчиња. Ветеринарот знаеш колку лапчиња ги препиша. Сум требало да ја галам, да ја негувам. Не сум смела да изнесувам надвор од дома. Леле, а што ти раскажам јас на тебе, место со Барби моја да се седам? Кој се разболел? А што па тебе ти гајле? Па не, мислев дека зборувате за Игор. За кој го? За копитото, за мајка му, да? А што е со мајка му? Болна, од рак. Не знаете за тоа? Леле, денеска само за болести слушам, наместо да најдеме некаков лек. 3, 4. Здраво, Игор, како си? Што па тебе ти е гајле? Игор, ако мајка те болна, не мораш толку да си невоспитан. Што рече? Аман, Ана Марија. Ништо, Игор, ништо. Ама па типа, ништо па ништо. Како ништо? Чекај. А кој ви кажава за мајка ми? А што ти тебе гајле кој мене ми кажа? Пушти ме. Ајде. Ке си го шетам куќето. Остави ме мене, бе. Ке си го шетам куќето. Кога ќе те видам, радост се раѓа. Штом те допрам, телефонот ми паѓа. Не знаеш ти, мене од мала ме бранеше од големите во сала. И јас те знам, тебе од мал. Кога го направи првиот YouTube канал. И ова наше другарство се вика. Секој од нас си носи слика. И никој нема да не раздели нас. Ке си учиме ние во истиот клас. Другарите со шега тебе ти предат. А што ме видиш, очите ти светат. И ова наше другарство се вика. Секој од нас си носи слика. Никој нема да не раздели нас. Ке си учиме ние во истиот клас. И ова наше другарство се вика. Секој од нас си носи слика. И никој нема да не раздели нас. Ке си
Ајде, купив за да се освежите. Чичко Горан купи за сите. Има и кусур 15 денари. Нема проблем, не, задржи го кусурот за Ама тебе. тој е уште еден сладолед. Па баш за тоа, задржи го. Ајде да сме без сладоледите, а тоа за громовите ќе видиме. Зашто? Сите вие ми стоите како големи јунаци што можат да изедат и по 2 сладоледи. Па ја еднашка изедов и 3. Еднашка 8. Ајде тоа сега, ако може Чичко Горан, може да ни разкажете како настанала групата Пеперминт и кој е патот до успехот? Имавме многу љубов, многу сакавме тоа да го направиме и тоа е една од најбитните работи кои што се пресудни за успехот и пресудни за било која работа, не само за музиката. Формулата за успехот се 3 работи. Љубовта, истрајноста и на крај третата работа е волјата на Господ. Ако Господ сака тоа да биде, ќе биде, ако не сака, нема да биде. Затоа, ако имате љубов, треба да бидете истрајни во тоа што го сакате, никогаш да не престанувате, да не се откажувате и до крај да бидете, да верувате во тоа што го правите едноставно и да се надевате дека ќе успеете. И на крај, ако вашата желба е толку јака, ќе ја слушне и Господ и ќе ви помогне да успеете. Па, например, мене што не ме бива за пеење. Да не те бива за пеење, ама сигурно те бива за свирење, така. Сите имаме различни дарби, затоа треба сите тие работи да ги цениме. Да ги цениме нашите дарби. Сакате баш на оваа тема ми текна да ви раскажам за една приказна за еден монах. Во еден манастир, кој бил посветен на мајката Божја Богородица, живеел монах кој секое утро станувал најрано од сите, влегувал во црквата и ја заклучувал одвнатре. Правел што правел во црквата и потоа ги отклучувал портите за браќата монаси. Ваквото однесување станало сомнително и останатите монаси заедно со игуменот на манастирот решиле да дзирнат што тој прави. Повисоките подклекнале, пониските на прсти се подкренале и низ малото прозорче се обиделе да видат што се случува. И имале што да видат. Наместо пристојно однесување, нивниот брат танцувал пред целивната икона на Богородица. Монах танцува, срамота, велеле некои од калугерите, кои дзиркале со старецот. Отец, овој треба да се казни, почнал да осудува некој. Но мудриот старец, игуменот на манастирот, ги смирил со зборовите. Почекајте да видиме како ќе заврши оваа работа. Нивниот брат Калугер танцувал, се вртел, скокал и откако завршил со напорното играње, сиот облеан во пот се доближил до иконата на Богородица и започнал да се моли. Тој занесено се молел, а браќата однадвор не престанале со осудите. До сега играше, сега пак ќе се моли, шепотејки некој дофрла. Море, не е тој за монах, така ли старче? Се јавил друг душегрижник. Старецот, со мудра светлина во очите, повторил. Почекајте, ќе видиме како ќе заврши оваа работа. Одеднаш сите занемеле, а старецот радосно се насмеал. Што се случило? Додека монахот Танчер се молел на иконата на Богородица, таа на чудесен начин, со убрусот, му го бришела испотеното лице. Оставете го вашиот брат и понатаму да танцува, им рекол старецот, кој повторно наместил сериозен израз на лицето. Калугерот што танцуваше, излезе од црквата и налета на старецот. Тој му се поклони до земја и изусти. Благослови, отец. Бог да благослови, рече старецот. Што правеше ти досега во црквата? Го запраша игуменот, своето чедо правејќи се како да не знае. Отец, знам дека не е дозволено, но јас танцував пред Богородица. Те молам, прости ми.
Бог проштева. Ако знаеш дека не е дозволено, тогаш зошто танцуваше, чедо мое? Со интерес го запраша старецот. Отец, тоа знам најдобро да го правам. Само тој талент го имам од Бога. За ништо друго не ме бидува. Одговори со стравопочит и храброст скромниот монах. Игуменот го благослови своето искрено чедо и му рече да се подготви за утрената служба. Ете така, и ние треба да знаеме дека било што да правиме, треба да го правиме најдобро што знаеме и со благодарност кон Бога што ни ги дал талентите, кои да се и колку и да се. Ајде бе да, слаба женче, ќе го раскажеш? Шо беше? Абе, доста ќе го